што не спречивте разрешувањето на катица на надлежната седница? Напротив, знаеме дека тоа беше укажување и од страна на председателот на собранието Талат Џафери, дека на утрешната ова утро на координацијата кај председателот сите координатори на пратеничките групи, барем на поголемите, на 4 поголеми партии, е договорено точката за разрешувањето на Катица Јанева да биде на посебна седница. На тоа се согласи и секако координаторот на ВМРО-ДПМНЕ. Јас не гледам ништо друго, освен очаен обид од страна на ВМРО-ДПМНЕ, на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ, за да ја дефокусира јавноста од сето она што се случуваше на вчерашната лидерска средба. А тоа е, како што кажав и во изјавата, обид, последен обид на Христијан Мицкоски да се обиде да ги амнестира криминалите на неговиот вистински шеф, секако и криминалите на дел од раководството на ВМРО-ДПМНЕ. Откако не му успеа тоа, ова е јалов обид за дефокус на јавност. Можете ли јавно да гарантирате дека ќе се одржи таква седница пред 15? Јас не сум председател на собранието, околу одржувањето на седниците и текот на седниците во рамки на собранието на Република Северна Македонија, ве упатувам да се обратите кај председателот Талат Џафери. Кои се вашите следни потези односно на закон за јавните следи? Дали ќе продолжи процедурата во собранието? Сметам дека досега вложувавме и треба да вложуваме максимални напори во однос на постигнување на консензус околу Законот за јавното обвинителство и околу други закони кои што се важни за сите граѓани и ги тангираат сите граѓани без оглед на нивната партиска, етничка или било каква друга определба. Јас верувам дека ќе дојде ред законот да дојде во собраниска процедура и очекувам дека сите пратеници без исклучок ќе гласат во име на правдата, во име на правната држава во Република Северна Македонија. Ви благодарам.